Седми дел. Веднаш по моето затворање бев распрашуван повеќе пати. Но се работеше за испитување на идентитетот што не траја долго. Отправен во комесаријатот изгледаше дека мојот случај не го интересира никого. По 8 дена судијата напротив ме гледаше љубопитно. Но за да почне само ме праша за името, адресата, професијата, датумот и местото на моето раѓање. Потоа сакаше да знае дали сум избрала адвокат. Признав дека не сум го сторил тоа и го прашав да знам дали е без друго потребно да се има. Зошто? Рече тој. Одговорив дека мојот случај го сметам мощно едноставен. Тој се смееше велејки. Тоа е вашето мислење, меѓутоа тука е законот. Ако не изберете адвокат, ќе го назначиме по службена должност. Сметав дека е тоа мощно удобно што правдата се занимава со тие дрболии. Тоа и го реков. Тој ми одобри и заклучи дека законот е добро направен. На крајот, не го сватив сериозно. Ме прими во една престорија со навлечени пердиња, врз масата за пишување имаше само една ламба што ја осветлуваше фотелјата, во која ме понуди да седнам, додека самиот тој остана во сенка. Бе веќе читал еден сличен опис во книгите и сето тоа ми прилегаше на игра. По нашиот разговор, напротив, го посматрав и забележав човек со фини црди, со длабоки сини очи, висок, со долги сиви мустаки и бујна речиси бела коса. Ми се стори мощно умен и со еден збор симпатичен, наспроти нервозното грчење на мускулите што му ја развлекуваше устата. Излегувајќи, сакав дури да му ја стегнам раката, но се сетив навреме дека јас бев убил човек. Утредента, еден адвокат дојде да ме види во затворот. Беше малечок и тркалообразен, доста млад, косата грижливо прилепена, наспроти жештината. Јас бев во кошула, тој имаше темен костим, изгмечен околу вратник и необична врска со широки црни и бели линии. Ја стави врз мојот кревет чантата што ја носеше под мишка, се представи и ми рече дека го проучил моето досие. Мојот случај беше деликатен, но тој не се сомнева во успехот, ако му се довера. Му се заблагодарив и тој ми рече да влеземе во суштината на работата. Седна врз креветот и ми објасни дека се добие известување за мојот приватен живот. Знаеле дека мајка ми неодамна умрела во старички дом, потоа воделе истрага во Маренго, истражните органи дознале дека сум покажал безчувственост во денот на мајчиниот закуп. Разбирате, ми рече мојот адвокат, малку ми е неудобно да ве прашам за тоа, но тоа е мощно значајно и тоа ќе биде голем аргумент за обвинението ако не ќе можам ништо да одговорам. Сакаше да му помогнам. Ме праша дали ми беше тешко тој ден. Ова прашање многу ме зачуди и ми изгледаше дека и мене би ми било неудобно кога некој би го поставил. Меѓутоа одговорив дека сум одвикнал самиот да се прашувам и дека ми е тешко нешто да му речем за тоа. Несомнено, многу ја сакав мама, но тоа не значи ништо. Сите здрави суштества, повеќе или помалку, ја посакале смртта на оние што ги љубеле. Тука адвокатот ме прекина и изгледаше мощно возбуден. Бараше од мене да му ветам дека тоа нема да го кажам при сослушувањето, ниту пред следникот. Меѓутоа, му објаснив дека мојата природа е таква, што моите физички потреби ги потеснуваат често моите чувства. На денот на мајчиниот заков бев мощно изморен и поспан. Поради тоа не се обзрнував на она што се случуваше. Она што можев да го речам со сигурност беше дека повеќе би сакал да не умреше мама, но мојот адвокат немаше задоволен израз. Тој ми рече, тоа не е достатно. Размислуваше. Тој ме праша може ли да рече дека тој ден сум владеал со своите природни чувства. Јас му реков не, зашто тоа е погрешно. Тој ме гледаше на чуден начин, како помалку да му станав гнасен. Ми рече си злорадо дека во секој случај директорот и персоналот од дома за старци ќе бидат сослушани како сведоци и дека тоа може да ми направи мощна гадна непријатност. Јас му забележав дека тој случај нема врска со моето дело, но тој ми одговори дека само е очигледно, оти никогаш не сум имал работа со правдата. Си отиде со налутен изглед. Сакав да го задржам, да му објаснам дека ја сакав неговата симпатија, не за да бидам подобро бранет, туку ако можам да речам природно. Особено зашто забележав дека го доведов во неудобна ситуација. Тој не ме свати и малку ми се налути. Имав желба да го убедам дека јас бев како и сите луѓе, апсолутно како и другите. Но сето тоа во основа немаше да има голема полза и се откажав од тоа, зашто ме мразеше. Малку време потоа бев повторно одведен пред следникот. Беше 2 часа од поплодне
И во овој пат неговата канцеларија беше полна со светлина. Одвој просејана низ една прозирна завеса. Беше мощно топло. Ме покани да седнам и со голема куртоазија ми изјави дека мојот адвокат, поради спреченост, не можел да дојде. Но јас имав право да не одговарам на неговите прашања и да чекам додека мојот адвокат ќе може да присуствува. Реков дека ќе одговарам сам. Со прстот тој притисна едно копче врз масата. Еден млад судски писар дојде и се намести скоро зад мојот грб. Двајцата бевме се расшириле во своите фотели. Сослушувањето почна. Најпрвин ми рече дека ме прикажуваат како човек со молчалив и повлечен карактер. И тој сакаше да знае што мислам јас за тоа. Одговорив. Тоа е поради тоа што никогаш немав да речам нешто значајно. Затоа молчев. Тој се насмеа како првиот пат и призна дека е тоа најдобрата причина и додаде. Впрочем, и тоа нема никакво значење. Молкна, ме погледна и стана доста нагло за да ми рече мошне брзо. Оно што ме интересира тоа сте вие. Не разбрав добро што сакаше со тоа и ништо не одговорив. Има работи, додаде тој, што не ми се јасни во вашите постапки. Убеден сум дека ќе ми помогнете да ги разберам. Му реков дека сето тоа беше многу просто. Настојував да му го опишам мојот ден. Јас му го опишав она што веќе бев му го раскажал. Ремонт, плажата, капењето, караницата, пак плажата, малиот извор, сонцето и 5 куршуми од револверот. На секоја реченица тој велеше. Добро, добро. Кога стигнав до истегнатото тело, тој одобри велејки. Добро. Бев изморен од таквото повторување на истата приказна и ми изгледаше дека никогаш не сум зборувал толку многу. По известно молчење тој се крена и ми рече дека сака да ми помогне, дека го интересирам и дека со Божја помош тој ќе стори нешто за мене. Но однапред сакаше да ми постави уште неколку прашања. Без премин ме праша дали ја сакав мама. Јас му реков, да, како и сите луѓе. И судскиот писар, кој досега чукаше рамномерно на својата машина, изгледа ја погрежи типката, зашто се збуни и беше принуден да се врати назад. Постојано без видлива логика, судијата тогаш ме праша дали 5 куршуми од револверот ги сврлив наеднаш. Размислував и прецизирав дека најнапред испукав само еден, а по неколку секунди другите 4 куршуми. Зошто чекавте меѓу првиот и вториот куршум, рече тој тогаш. Уште еднаш ја видов црвената плажа и врз моето чело ја почувствував врелината на сонцето. Но овој пат ништо не одговорив. За време на сето молчење што настана, судијата изгледаше вознемирен. Седна, почна да ја мрси косата, се налакти врз својата маса и се наведна малку на кај мене со чуден изглед. Зошто? Зошто стрелавте во едно тело истегнато на земја? И тука уште не знаев да одговорам. Судијата мина со рака по своето чело и го повтори своето прашање со малку изменет глас. Зошто? Треба да ми го кажете тоа. Зошто? Молчев непрекинато. Наеднаш тој стана, се упати со крупни чекори кон еден крај на својата канцеларија и отвори една фиока во орманот за акти. Извади посребрено распјатие со кое мафташе враќајќи се кон мене и со сосема изменет глас тој речиси трепереше и викна. Го познавате ли овој тука? Реков. Да, се разбира. Тогаш ми рече мошне брзо и на еден страстен начин дека тој верува во Бога, дека е уверен оти никој не е толку виновен што Бог не би му простил, но дека за тоа треба човекот со своето кајање да стане како дете, чија душа е чиста и готова да прими се. Беше го наведнал сето свое тело над масата. Мафташе со распјатието, речиси над мене. Право да речам, лошо го следев во неговото резонирање, најпрвен поради тоа што ми беше топло и што во неговиот кабинет имаше големи муви што ми застануваа врз лицето, а исто така и поради тоа што малку и се плашев. Истовремено сватив дека е тоа смешно, зашто по се јас бев криминалецот. Сепак тој продолжи. Делум сватив дека според неговото мислење постои само една нејасна точка во моето признание. Фактот што сум почекал да го истрелам вториот куршум од револверот. Другото беше мощно добро, но тоа не го разбираш. Сакав да му речем дека нема право толку упорно да тврди, таа последна точка немаше никакво значење. Но тој ме прекина и ме советуваше последен пат, исправен со сета своја височина, прашајќи ме дали верувам во Бога. Јас одговорив дека не верувам. Тој седна полн со презир. Ми рече дека е тоа невозможно, дека сите луѓе веруваат во Бога, дури оние што се свртуваат од неговото лице. Тоа беше неговото уверување и ако кога и да било се посомнева во него, неговиот живот неки има повеќе смисла.
Сакате ли, извикна тој, мојот живот да нема смисла? Според моето мислење тоа не ме интересираше и тоа му го реков. Но преку масата тој ми се приближи Христа пред очите и извика избезумено. Јас сум христијанин, се молам на овој тука да ти ги прости гревовите. Како можеш да не веруваш во оне што страдаше за тебе? Добро забележав дека ми се обрнуваше на ти, но ми беше сето тоа доста. Жештината се повеќе се зголемуваше, како и секогаш кога имав желба да се ослободам од него што го слушав со мака, јас имав изглед како да му одобрувам. На моје изненадување тој триумфираше. Гледаш, рече тој, нели ти веруваш дека и ти ќе му се довериш? Очигледно, реков, не уште еднаш веќе. Тој пак се спушти на својата фотелја. Имаше мощен и уморен изглед. Еден момент остана молчалив додека машината, што непрекинато го следеше дијалогот, продолжи да ги отчукува последните реченици. Потоа ме погледа внимателно и малку натажено. Промрморе. Никогаш не сум видел толку бесчувствена душа како вашата. Криминалците што доаѓаат тука пред мене секогаш ќе заплачаа пред оваа слика на болката. Сакав да одговорам дека тоа е вистина, зашто се работило за криминалци. Но помислив дека и јас сум исто така како нив. Тоа беше мисла на која не можев да се навикнам. Тогаш судијата стана како да ми даде знак дека сослушувањето е завршено. Со истиот малку уморен изглед само ме праша дали жалам поради моето дело. Размислив и реков дека повеќе од вистинско кајање чувствувам известна неудобност. Имав впечаток дека тој не ме разбра, но овој ден работите не тргнаа понатаму. Во продолжение често го виѓавав истражниот судија. Само, секогаш бев придржувам од мојот адвокат. Се ограничија на тоа да прецизираат некои точки од моите претходни искази. Или судијата расправаше со адвокатот за исказите на сведоците, но всушност во овие моменти тие никогаш не се занимаваа со мене. Малку по малку во секој случај тонот на сослушувањата се измени. Изгледаше дека судијата не го интересира веќе за мене и дека беше го определил мојот случај во извесен вид. Не ми зборуваше веќе за Бога и никогаш не го видов толку налутен како првиот ден. Резултатот сето тоа беше тоа што нашите средби станаа посрдечни. Неколку прашања, малку разговор со мојот адвокат и сослушувањата беа завршени. Мојата работа според изјавата на судијата си одеше по својот тек. Понекогаш исто така, кога разговорот имаше воопштен карактер, ќе ме замешаа и мене. Почнав мирно да дишам. Во тие часови никој не се однесуваше лошо кон мене. Се беше толку природно, толку добро уредено и толку едноставно изведено, што имав смешен впечаток дека сум дел од една фамилија. И на крајот од 11 месеци, колку што траеше оваа истрага, можам да речем дека речиси се чудев што никогаш на ништо не се радував толку како на овие ретки моменти кога судијата ќе ме испратеше до вратата од својот кабинет, тупкајќи ме по рамото и велејќи ми со срдечен изглед. За денеска е свршено, господин Антихрист. Потоа ме предаваа во раците на жандармите.